Година на финансиска стабилизација. Вака директорот на најголемиот здравствен центар во источниот дел на државата ја оценува годината што изминува. Според доктор Владко Захариев, направен е значителен исчекор во намалувањето на заостанатиот долг. Од август минатата година до крајот на оваа се вратени над 150 милиони денари. Најголем дел од долгот што ќе остане, односно околу 60%, е кон Центарот за трансфузиологија. Би кажал на прво место е година на финансиска стабилизација, така да се рече. Споредба со долгот од август 2024 година на пристапување, долгот беше 188 милиони, 31.12.2024 година беше 125 милиони и веќе, како што кажав, очекуваме некаде 31.12 оваа година да биде некаде околу 35 милиони. Покрај финансиска консолидација годинава се работеше и на намалување на дефицитот од медицински кадар. Реализирани се 36 нови вработувања, со што значително е подобрена кадровската структура, имајќи во предвид дека со години наназад болницата функционираше со околу 30% помалку персонал од предвиденото. Преку владиниот проект во Штипската болница се вработија и 18 приватни специјализанти. Специјализација, некои од нив веќе и завршија, специјализираа и веќе се специјалисти во болницата и го реализиравме и другиот оглас со 18 вработувања, од кои што има пак 7 општи лекари, 2 фармацевти и медицински сестри, останатите беа. 2026 стратегија е поагресивно да имаме прием на тој персонал што сега во моментот најмногу е дефицитарен, тоа се за медицински сестри, хигиеничари, болничари, администрација и технички персонал. Во моментот се крои буџетот за наредната година. Од Фондот за здравство ќе бараат зголемување за од околу 35 до 40% и годинава се планирани набавка на нова медицинска опрема, сервисирање на дотрајни апарати како и нови вработувања. Веќе во првите месеци од годината се очекува да биде распишан оглас за вработување на уште 25 медицински сестри, болничари и хигиеничари.